Скопје и Софија на мапа се толку блиску, но сепак многу далеко. Речиси 3 децении трае железничкото поврзување помеѓу овие две метрополи. Ова е веројатно најкратката железница во светот која најдолго време се гради. И додека на Балканот оваа куса железница се смета за историски проект кој се нашол во изборните програми на безмалку сите досегашни влади, во светот далеку подолги и посериозни железници се граделе многу, ама многу побрзо. Една од најдолгите железници, Транссибирската, која ги поврзува Москва со Владивосток, е долга неверојатни 9000 километри. На мапа, оваа железница е волку долга. Изгледа неверојатно, нели? Главната траса на оваа железница била изградена за нецели 13 години. Делови од железницата се градат и денеска, но сепак мегапроектот бил завршен за тогаш рекордно време. Овде на Балканот се гради далеку поскромно, но исто така и далеку поспоро. Железничкото поврзување со Бугарија на македонскиот дел од границата е 88 километри. Тоа е за 100 пати помало растојание отколку претходно споменатата Транссибирска железница. Но изградбата на оваа траса засега трае 2 пати подолго и крајот се уште не се гледа. Првите километри од железницата се изградени во 1994 година. Дел од оние што тогаш почнале да ја градат веќе се заминати во пензија. Проектот веќе чини неколку стотици милиони евра. Досега е започнат и прекинат многу пати, а дел од веќе изградената инфраструктура е оштетена, па потребна е и реконструкција. Сепак, она што е интересно е политичкото калкулирање со тоа кога ќе се случи конечното железничко поврзување. Ветувано беше дека ќе се заврши до 2019 година, па потоа се одложи за 2020 година, па 2023 година се споменуваше, а сега според последните анализи тоа конечно би требало да се случи во 2027 година. Додека го објавиме ова видео, можеби проектот ќе се одложи за уште некоја година. Во меѓувреме, додека балканските земји го освојуваат копното, на запад веќе се зборува за освојување на Вселената. Па така, SpaceX и Илон Маск планираат мисија на Марс во 2024 година, а веќе во 2026 година се планира да биде испратен и првиот човек на оваа планета. Ова е возбудлива трка, нели? Во која до последен миг ќе биде неизвестно дали првиот македонец ќе стигне со воз од Скопје до Софија и ќе го претрка првиот човек кој треба да слета на црвената планета.